Благодарам, почитувам председателе, почитувам вице-премиер и министр за финанси господин Зоран Ставровски, почитувани колеги, почитувани граѓани. Како прво, ќе почнам со тезата дека овој буџет е развоен и дека овој буџет недвосмислено ќе го поддржиме. Бидејќи во него се гледа континуитетот кој што оваа влада го прави во последните години со самото реализирање и извршување на буџетот од претходните години. Почитувам колега, само ќе ве прашам, не знам од кај патувате до Скопје, дали преку Валандово или преку Радовиш, но се едно е од кај патувате. Бидејќи и да патувате преку Радовиш и да патувате преку Валандово, ги користите бенефитите кои што оваа влада ги вложи во изградба на патиштата. Така, реконструкцијата на регионалниот пат од Струмица до Дојран е извршена во 2011 година во вкупна вредност од 166 милиони денари. Изградбата на магистралниот пат Радовиш-Струмица, патниот правец е во должина од 10 км со широчина од 7,5 метри со вредност од 525 милиони денари. Овие два патни правци, колега, ние секојдневно и вие ги користите. Меѓутоа, ако на ова го надоврзаме и пред неколку дена кога го изгласавме законот за задолжување за изградба на патот Штип-Радовиш во вкупна должина од 39 км со 64 милиона евра инвестиција. Со овој патен правец и ако се надоврзаме со автопатот кој што се гради од Миладиновци до Штип, тоа значи дека од Струмица до Скопје целосната патна инфраструктура е реновирана, изградена и сега ќе патуваме по едни модерни патишта, времето на патување дупло ќе го намалиме, сигурноста и безбедноста во сообраќајот дупло ќе ги зголемиме. Ако патувате од Струмица према Скопје или Скопје-Струмица, ќе видите дека во секој град, тргнувајќи од Штип, Радовиш, Василево и сите други општини се градат индустријски зони. Односно, во Штип индустријската зона веќе се полни, во Радовиш се работи на истата, во една рурална општина како што е општина Василево имаме 4 индустријски зони. Во овие индустријски зони исто така се градат откупно-дистрибутивни центри. Во овие индустријски зони се градат капацитети со кои што на земјоделците ќе им бидат откупени земјоделските производи, а исто така и со преработката ќе бидат вработени како директни вработувања, така и земјоделците кои што се индиректни вработувања. Меѓутоа, во индустријската зона во Струмица, која што ја изгради владата на Република Македонија, исто така ќе дојдат странски инвестиции. Ако продолжиме да зборуваме само преку Агенцијата за финансиска поддршка и рурален развој во земјоделието, во оваа година ќе бидат инвестирани над 150 милиони денари во руралните средини и ќе бидат изградени канализациони системи, водоводни системи, улици и патишта. Меѓутоа не се застануваме овде. Во руралниот развој, само минута председателе, има над 387 проекти.